Одиграно шестото коло во кошаркарската Суперлига на Македонија. Во дербито кој се одигра во Гевгелија, Кожов го победи шампионот МЗД Скопје со 83-80, дури по продолжението од 5 минути му го нанесе првиот пораз во досегашниот тек од сезоната. По 40 минути игра резултатот беше 71-71. Домакинот одлично го отвори надпреварот и уште по првиот период кога поведе со 20-12 најави сензација, а во текот на втората четвртина Кожов имаше предност и од 12 поени. Сепак МЗД Скопје полека но сигурно почна да ја намалува разликата и во неизвестна завршница успе да се избори за продолжение. Во дополнителните 5 минути посконцентрирани беа домашните кошаркари, на крајот заслужено ги освоја бодовите. Со 19 поени најдобар беше Пековиќ, додека Божовиќ постигна 18. На спротивната страна Ѓорги Чековски забележа 22 поена, а Дамјан Стојановски 14. КМЗД Скопје се повреди Тодор Гечевски, а Оташевиќ рано направи 5 лични грешки, што беше и клучот за нивниот пораз. Работнички нагости славеше против Лирија со 89-81, а Команова пред домашна публика во дуелот против Ени Индустри забележа победа од 91-86. Следното седмо коло се игра на 27 април в сабота. Во Лигата на шампионите синоќа се комплетираа првите средби од полуфиналето. Тимот на Борусија Дортмунд високо со 4-1 го победи Реал Мадрид, кој го снајде слична судбина како и Барселона. Дортмунд одигра уште еден фантастичен надпревар и сосема заслужено се радуваше на крајот. Роберт Левандовски беше херојот на Борусија Дортмунд, кој ги постигна сите 4 погодоци за својот тим. Резултатот беше отворен уште во 8-та минута кога по асистенција на Геце Левандовски постигна гол за водство на Борусија Дортмунд од 1-0. Во 42-та минута Ројс падна во 16-тникот на Реал Мадрид, судијата сметаше дека нема пенал, а во следната акција брза контра на Реал Мадрид, асистенција на Игуаин до Кристијано Роналдо, кој го изедначи резултатот на 1:1. Вистинско шоу на домакините следуваше во второто полувреме. По само 5 минути игра Левандовски постигна нов погодок и го враќа водството на Дортмунд. Во 55-та минута хет-трик на Левандовски, а 10 минути подосна фаул од Алонсо врз Ројс, судијата покажа на белата точка. Левандовски бие сигурно од пенал и ги поставува конечите 4:1. Реал Мадрид ќе има тешка мисија да ја надополни негативата и да се пласира во финалето на Вембли на 25 мај. Реваншите од полуфиналето се играат следната недела. Луис Суарес од Ливерпул доби казна од 10 надпревари забрана за настап поради насилничкото однесување на надпреварот со Челси. Па така Ливерпул нема да може да света на својот прв стрелец Луис Суарес, која дозна казната за крајно неспортскиот потек во дуелот со Челси, односно гризењето на Бранислав Ивановиќ. Суарес претходно ја прифати одлуката на ЕФА дека тој се однесувал насилно, но заедно со управата на Ливерпул изјави и дека ќе се жали на секоја казна повисоко од стандардните 3 надпревари на играње, а тоа ќе може да го направи на 26 април. Со ова суспензија, Суарес ја завршува сезоната, а ќе паузира и во следните 6 меча од новата сезона, ако остане на Енфилд. Ова не е прва суспензија за него подолго од 3 меча, затоа што во Холандија доби 7 меча пауза, поради што како член на Ајакс го гризна Отман Бикал од ПСВ Еиндховен. Доколку не му биде намалена казната на уругвајецот, тоа ќе биде трета најстрога суспензија во историјата на британскиот фудбал. Во NBA плейофот синоќа беа одиграни 3 средби каде домакините забележаа победи. Сан Антонио Спарс победе со 2:0 против Лос Анџелес Лейкерс, откако и во вториот надпревар славеше со 102-91. Тони Паркер беше лидер на Спарси со 28 поени и 7 асистенции. Тим Данкан и Ленард постигнаа по 16 коша. Кај Лейкерси Двајт Хауард и Стив Блейк дадоа по 16 поени. Оклахома Сити стигна до втората победа во серијата против Хјустон Рокетс со тешката победа од 105-102. Ракетите успеа да надополнат минус 15 во последната четвртина, дури и победува со 4 поени разлика, но молните не дозволија изненадување. Дурен забележа 29 поени, додека на спротивната страна не беа доволни ниту 36 поени и 11 скока на Џејмс Харден. На истокот Индијана исто така победе со 2:0 против Атланта, кои синоќа славија со 113-98. Пол Џорџ беше стрелец на 27 поени, а Џорџ Хил даде 22 за Индијана. Кај Атланта Девин Херис постигна 17, а Џеф Тик 16 коша. За вечера предвидени се исто така 3 средби од првата рунда од NBA плейофот.